19 декември 2016 година, понеделник, почитувани гледачи, термин за вестите на КТВ телевизија. Територијалната противпожарна единица Кавадарци со апели до граѓаните за поголемо внимание во текот на грејната сезона, за да не се предизвика пожар. Тие даваат и неколку совети. Пожарникарите советуваат граѓаните за време на грејната сезона да се однесуваат внимателно како со огревниот материјал, така и со грејните тела и оджаците како не би се случил пожар во објектите во кои живеат. Доколку домовите ги затоплувате со дрво, јаглен, брикети и слично, потребно е безбедно да се складира и чува огревниот материјал, редовно да се чистат оджаците најмалку 2 пати во сезоната и еднаш вон сезона на грејење, да се постави заштита од негорив материјал пред ложиштето на огнот заради прифаќање на жарот и пепелта. Пожарникарите советуваат исто така за подпалување на огнот да не се користи запаллива течност, да се контролира ложиштето, запаливите предмети да бидат подалеку од изворот на топлина. Доколку се запали оджакот, не треба да се гаси со вода, туку веднаш да се повика противпожарната единица. Понатаму пожарникарите советуваат, доколку грејењето е на електрична енергија, термопечки, греалки и слично, електричната инсталација да е проектирана и изведена според важечките стандарди, грејните тела да се држат на безбедна оддалеченост од фотели, кревети, завеси и други запалливи предмети. Електричната инсталација, грејните тела и другите електрични апарати да ги поправаат стручни лица. Старата и дотрајана инсталација да се замени со нова. За гасење на евентуален пожар на електричната инсталација, електричните апарати и уреди под напон да не се користи вода, туку да се повика противпожарната единица. Советите, доколку се затоплувате со газ, пропан, бутан, метан, да се користат само метални шишиња за газ, инсталација, приклучоци, спојки, спојни црева, грејни тела, кои што ги исполнуваат пропишаните услови за безбедност од пожар и експлозија. По можност металните шишиња од гасот да се чуваат на безбеден, отворен простор. Грејните тела на газ, доколку не располагаат со автоматска запалка, се стартуваат со истовремено палење на запалка и пуштање на гасот. Мирис на газ во домот представува опасност од експлозија. Во ваква ситуација се проветруваат просториите, не смее да се користат запалки, вклучуваат електрични апарати, светилки и алат кој искри. Доколку домовите се затоплуваат со течни горива, пожарникарите укажуваат локацијата и резервоарот за течно гориво, подземен или надземен, да ги задоволува пропишаните стандарди. При танкирање на гориво во резервоарот да се превземат потребните мерки на предпазливост поради опасност од предизвикување на пожар, да се врши редовна контрола на огништата на котлите за парно грејење, редовно да се чистат оджаците, интервенцијата околу одржувањето и поправката на системот за грејење да се врши од страна на стручни лица. Само во изминатата недела пожарникарите имале 3 интервенции за гаснење на запален оджак, информираа денеска од територијалната противпожарна единица Кавадарци. Православните христијани денеска го слават Свети Никола. Денеска е Свети Николај, архиепископ Мирликијски, заштитник на патниците и на морепловците. Многу македонски семејства за свој домашен заштитник го имаат Свети Никола и неговиот ден го празнуваат со многу свечености. Во народното паметење овој лик останал како заштитник на патниците, посебно на оние што патуваат по вода, но и по тоа што како за време на животот, така и по смртта ги помагал сиромасите, ги заштитувал затворениците и неправедно осудените, ги откупувал робовите и ги пуштал на слобода. Истражувачите на народниот живот истакнуваат дека многу елементи од обичаите и верувањата поврзани со Свети Никола водат потекло од предхристијанско време, но дека се задржани сите обреди, обичаи, жртвувања и слично, кои биле поврзани со некогашниот предхристијански јунак на морињата, водите и ветровите. Осветлен дворот на Општинското основно училиште Гоце Делчев Неготино. Училиштето работи од 1972 година, канделабри се поставени за прв пат. За прв пат од постоењето на училиштето, кое е ставено во функција од далечната 1972 година, а по иницијатива на директорката Весна Јованова, со поставување на повеќе канделабри, дојде до комплетно осветлување на училишниот двор во основното општинско училиште
Гоце Делчев во Неготино. Директорката Јованова потенцира дека осветлувањето на училишниот двор е направено со цел за побезбедно движење на учениците и вработените, имајќи предвид дека во зимскиот период мракот паѓа порано во однос на другите годишни времења. Вкупната инвестиција чини околу 300.000 денари, средствата обезбедени од сопствениот буџет на училиштето, но пред се постигната е целта училиштето да има осветлен училишен двор и да се овозможи безбедно движење и на учениците и на наставниците. На меѓународниот надпревар штипски боречки асови првите места за борачите од Неготино. Одличен успех на неготинските борачи кои викендот зедоа учество на меѓународниот турнир во борење во слободен стил во машка и женска конкуренција. Штипски боречки асови кои во организација на боречкиот клуб Балканец се одржа во Штип. На турнирот учество зедоа над 110 борачи од Македонија, Бугарија и Косово, а борачкиот клуб Неготино беше представуван од четворица надпреварувачи. Со златни медали се закитија двајца борачи на Неготино кои ги освоија првите места во своите категории, и тоа Јане Буровски до 69 кг и Роберт Велков до 30 кг, додека бронзен медал освои Стефани Николова во женска конкуренција. Далибор Василев во категоријата до 35 кг се пласираше на 5-тото место. Организаторот обезбеди и на најдобрите екипи и поединци им врачи пехари, медали и дипломи. Фени остана непоразен во Струмица, МНА рутински ја доби Струга, а Трокал повторно загуби овој пат од Пелистер. Со триумф на гостувањето во Струмица со резултат 62-71, кошаркарите на Фени Индустри го задржаа максималниот ефект во елитното друштво и со скоро 6 победи заедно со Работнички се наделба на првата позиција. Чешковиц со 22 поени и Николовски со 15 поени беа предводници на Кавадарчани до триумфот над Струмица. Кај домакините најефикасен беше Станковиќ со 16 поени. И вториот непоразен тим Работнички ја запиша 6-та победа. Во градски парк беше декласиран Пелистер со резултат 90-53. Најефикасни кај победникот беа Владо Илиевски и Ник Вигинс со по 19 поени, додека кај битолчани најмногу се истакна капитенота на Киевски со 15 поени. На гостувањето во салата на Вардар под Кале Куманово славеше убедлива победа од 92-67. Фуриозната игра на кумановчани во првата четвртина и убедливите 24-8 беа пресудни за конечниот епилог. Во првиот надпревар без плеймейкер од Костовски кој замена во Романија, Куманово со одлична партија на квартетот Мијатовиќ 27 поени, Караджовски 15, Јаневски Пековиќ по 13, го скрше отпорот на младиот тим на Вардар, во чии редови најрасположени за постигнување на кошеви беа Зекири и Калов со 15, односно 13 поени. Во последниот надпревар од 6-тото коло во првата лига, екипата на Кожув многу потешко од очекувањата славеше победа над дебитантот Ава Охрид со резултат 66-60. Интернационалците Кенјон Мекнил и Миливој Мијевиќ со по 15 поени беа најзаслужни за третата победа на Кожув. Во наредните 10 дена екипата на Фени ќе одигра 3 тешки и квалитетни надпревари, и тоа сите на домашен терен. Прво веќе во среда во Кавадарци ќе гостува Работнички, запотоа во сабота на гости да дојде Кожув. Наредната среда на 28 декември во Кавадарци ќе гостува екипата на Пеќ во рамките на Биба лигата. Викендови женските кавадаречки прволигаши и своите средби ги одиграа на домашен терен. Екипата на Трокал не успеа да ја забележи првата победа сезонова и загуби од Пелистер со резултат 33-66. Екипата на МНА Кожувчанка пак очекувано го совлада тимот на Струга. Победата од 43-27 дојде во еден неефикасен надпревар со многу грешки и промашувања. Со оваа победа МНА се зацрсти на третото место на табелата зад екипите на Бадел, кој има 12 поени, и Вардар, кој има 11 поени, но и двете екипи имаат по еден надпревар повеќе од нашиот прволигаш, кој засега собра 8 бодови. Ракометниот клуб Тиквеш годинава слави 65 години постоење, а ветераните на истиот по трет пат се собраа на заедничка дружба.
Традиционално по трет пат ветераните на ракометниот клуб Тиквеш се собраа на заедничка дружба. За самата средба поразговаравме со еден од организаторите Диме Влаинков. 2014 година дојде иницијатива од некои ветерани на ракометен клуб Тиквеш. Дојде кај мене и ми рекоа: Димо, само ти можеш да го организираш ова. Ја викам: зошто јас? Сите може да го организираме ова. И така настана средбата, така да денеска е трета средба на ветераните на ракомет клуб Тиквеш од Кавадарци. Гледам овдека многу ракометари од различни генерации. Различни генерации, тука има генерации, да речеме еден Јован Чурчиев, да речеме еден Шандаров Ристо, да речеме еден Перо Ризов, да речеме еден Ѓорџи и така натаки. Меѓу тие и јас сум, ако сум помлад многу од нив, ами јас сум ветеран, затоа што и цел живот го посветив на овој ракомет. За историјатот на ракометниот клуб Тиквеш неколку збора ни кажа господинот Добре Ставров. Ракометниот клуб Тиквеш оваа година прославува 65 години од своето постоење. Формиран е 1952 година, прво како друштво за телесно воспитување Партизан, и под ова име работи 3 години. Во 1955 година се формира спортско друштво Тиквеш со 3 клуба: ракомет, фудбал и одбојка. Практично под името Тиквеш действува од 1955 година. Идеен творец на ракометниот клуб Тиквеш е Лазар Лалков Леко. Тој во Загреб заврши виша физкултурна школа и кога доаѓа овдека за наставник во гимназијата во учебната 1951-52 година, практично започнува да го форсира ракометот како посебна спортска гранка и го формира клубот. Прв председател, кога носи име Партизан, е Крсте Трифунов. Од 1955 година, кога веќе е формиран како Тиквеш, ракометен клуб Тиквеш, председател сум јас. Комплетниот извештај од третата средба на ветераните на ракометниот клуб Тиквеш ќе може да ја проследите на програмата на КТВ телевизија вечер од 21 часот и 30 минути во специјалното издание на емисијата Спортодром. На крајот од вестите и прогнозата за времето. Во наредните денови под влијание на поле на висок воздушен притисок ќе се задржи стабилно и суво време. Утрата ќе бидат ведри и студени, а преку денот сончево со мала до умерена локална облачност. Утре ќе се задржи сончево со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен северен ветер. Максималната температура ќе достигне до 7 степен. Почитувани гледачи, тоа беа подготвените содржини. Имајте секое добро со програмата на вашата КТВ телевизија.